Благодарам, почитувана председателка, пратеници и почитувана министерка, заменик, представници на Министерството на финанси и почитувани представници на медиумите. Пред нас е предлог буџетот за 2025 година, првиот буџет што го предлага оваа власт. И ако ова е нивниот прв потек, јасно е дека и во наредните години ќе гледаме истите нереални проекции, истата безиденост и истото неодговорно трошење. Ова требаше биде буџет во кој ќе видиме вистинските политики што ќе донесат подобар живот за граѓаните и економски развој на државата. Но дали ги гледаме тие политики, дали има барем еден развоен проект што ќе ни донесе долгорочен раст? Одговорот е не. Ако го анализираме предлог буџетот, ќе видиме дека од ветувањата на владата нема да има ништо. Без никаква визија и без никаква креативност, предлог буџетот за 25 година наместо обезбеди основа за економски развој, тој ќе биде генератор на нови долгови и на уште една изгубена година за економијата и за граѓаните. Да одиме поред. Владата предвидува раст на бруто домашниот производ од 3,7% за 2025 година, Народната банка го проектираше растот на 3,3%, а Светска банка е попесимистична, само 2,5%. Оваа проекција за висок раст не е ништо друго, туку изговор за зголемен дефицит, изговор за нови задолжувања. И ова мора да биде јасно, таквиот пристап не значи развој. Тоа значи дека владата планира да троши повеќе отколку што приходува. Кој ќе враќа долгот? Дали ќе ги зголемиме даноците, ќе кратиме или на јавни услуги, дали ќе се задолжуваме дополнително. И уште на самиот почеток, владата го прекршува законот. Буџетскиот дефицит е поставен на 4% од БДП, што директно го нарушува законот за буџети. Од буџетот се гледа дека фискалната политика нема компас. Македонија е единствената земја во регионот која не планира фискална консолидација. Сите други земји од Западен Балкан, уште во 2024 година, буџетскиот дефицит го сведува под 3% од бруто домашниот производ. Јавниот долг веќе годинава силно ќе помине границата од 60%. Со еден збор, ова е фискална политика за уништување на финансиската стабилност на земјата. Понатаму, ова влада предвидува зголемување на непродуктивните трошоци. Во истиот момент, кога се кратат капиталните расходи во клучни сектори како образование и здравство. Како може владата да тврди дека се грижи за граѓаните, кога троши на стоки и договорни услуги, наместо на образование и здравство, кои се витални за квалитетен живот на граѓаните? Зошто стоките и услугите се поважни од здравието на граѓаните, од образованието на младите? Одговорноста кон народот налага да се даде приоритет на овие сектори, а не да се фрлаат пари на непотребни трошоци. Прашањата се: зошто се зголемува буџетот за плати во влада од 383 милиони денари од 24 на 591 милион денари во 25? Ќе се вработуваат ли нови луѓе? Сакате ли партиските активисти да ги сместите таму? Тој речи си двојно зголемување. Или зошто за 1/3 од се зголемува трошокот за плати во СОЗАР од 207 во 2024 на 300 милиони денари во 2025 година? Исто и Министерство на правда од 122 милиони денари на 153 милиони денари во 2025 година. Исто е у Министерството за земјоделство, трошок за плати од 648 милиони денари на 766 милиони денари во 2025 година. Во Министерството за транспорт и врски, зголемување на масата за плати од 167 на 247 милиони денари. И стоките и услугите од 71 на 115. Што е планот е прашањето. Очигледно планирате добро да ја натоварите администрацијата со партиски војници, додека 7 години во опозиција ветувавте ефикасна и мала администрација. Посебно внимание сакам да се посвети на новите министерства. 4. Анализата и зборовите покажува дека новите министерства добиваат поголем буџет во споредба со тоа кога тие како функции беа во рамките на старите министерства. Ке ги направили ова поефикасни. Ова е класична операција за зголемување на можностите за вработување на партиски кадри и ништо повеќе од тоа. Кај договорните услуги состојбата е уште полоша. Зошто растат договорните услуги у Министерството за односи меѓу заедниците, министерството кое вие го исмевавте? Растат од 11,7 милиони на 27 милиони денари.
Какви трансфери до невладените организации се планираат од тоа министерство во висина од 10 милиони денари. Ова ли е нов начин за испомпување пари од државната каса? Почитувани колеги пратеници, дозволите да укажам генерално на расходите на буџетот за 25 година, предложен од ВМРО ДПМН на власт, а различен од она што го зборуваше ВМРО ДПМН во опозиција. Како што еднаш кажав, дека опозиционерот Мицкоски не го познава премиерот Мицкоски, така изгледа и опозиционерката Кочовска не ја познава министерката Кочовска. Да ја цитирам тогаш опозиционерката, а денес министерка за финансии. Имено, доколку замислиме буџетот како 1000 денари, владата од него дава 127 денари за плати за јавна администрација, 86 денари за набавка на стоки и разни услуги, 656 денари одат за сите трансфери кои ги спроведува владата, 38 денари се даваат за камати, а само 23 денари за капитални инвестиции, рече Гордана Димитриевска Кочовска, член на извршниот комитет на ВМРО ДПМН. Денеска, вие самата предлагате покачување од 19% на буџетот за стоки и услуги, од 58 на 72 милиони денари. Знаете ли колку пресконференции одржа ВМРО ДПМН во опозиција за набавка, например, на возила? Јас паметам преку 10. Каде кажувавте како расипнички се трошеле парите на возила луксус. Да го видиме вашиот буџет, зголемување за фрапантни 75%. Па нели тоа беше расипништво? Двојно повеќе возила за функционерите ќе купите од СДСМ. Да продолжам ли со споредби? Да видиме што зборувавте за буџетот во МВР. МВР ставка патни дневни расходи се зголемува за 45%, а ВМРО на власт, што би рекол премиерот, математички прецизно, 42,25% повеќе. Дополнително што загрижува е драстично зголемување на средствата за МВР наспроти средствата за Министерството за одбрана. Како земја членка на НАТО, сметаме дека намалувањето на средствата за буџетот на армијата е несоодветен и недозволен. Да ги видиме другите ставки, например подршка на домашни компании. Дали знаете дека во вашиот предлог буџет за 25-та се намалени средствата за подршка на домашни компании од 340 милиони на 220 милиони денари. А средствата за странските компании сте ги покачиле. Значи, оние кои вработуваат 80% од сите вработени во државата не заслужуваат подршка. Оние кои го носат профитот надвор, тие заслужуваат подршка. Знаете ли дека оваа политика на запоставување на домашните компании на сметка на странските донесе огромна сиромаштија и нееднаквост? Вие имате нефер политика кон домашните компании. Почитувани пратеници, уште после 100 дена владата на ВМРО ДПМН покажа дека работи спротивно од она што го зборуваше кога беше опозиција. Тоа го прават во политичките одлуки на секој ниво, ама еве сега го гледаме и конкретно буџетот. Да ги цитирам, владата одобрила за себе расходи од 5,3 милиарди евра, што е за 590 милиони евра повеќе од предвидениот буџет за 2022 година и го прави буџетот за 2023 убедливо најрепресивен, гломазен и најрасипнички во историјата на Македонија. Тоа кажува пратеник на ВМРО ДПМН. А дали знаете дека овој буџет е 6,5 милиарди евра? Дали овие бројки би ги оцениле како репресивни, најгломазни или најрасипнички? Дали знаете колку е расходот на самата влада, незинот буџет? Расходите на самата влада ги имате зголемено ни помалку ни повеќе за 44% е ова е дефиниција за расипништво. Дозволете уште еден цитат од ВМРО ДПМН во опозиција. Прашањето дали се живее подобро? Одговорот е секако не. Огромна сума или близу половина од целиот буџет оди за социјалните трансфери. Факт кој што ги руши розевите лаги на власта и што директно укажува на тоа дека сиромаштијата непрекинато расте, цитат на пратеник ВМРО ДПМН. Вие, колеги, од ВМРО ДПМН имате предложено 11,12 повеќе за социјалните трансфери. И замолам да кажете колку розови ночари може да се купат за овие пари. Да ги видиме капиталните инвестиции. Намалувате неверојатни 13,57% средства
во дел на инфраструктурните проекти. Како ќе се прави развој. И тука стигнуваме до еден од најспорните делови на буџетот, заемот од 250 милиони евра од Унгарија, кој владата планира да го пласира како поволни кредити за стопанството преку деловните банки. Што значи ова за граѓаните? Според премиерот, владата се согласила граѓаните да плаќаат разликата во каматата и банкарските трошоци на кредитите, што банките ќе им ги одобрат на компаниите. Прашувам, зошто граѓаните треба да бидат тие што ќе плаќаат вакви камати? Кој ќе има корист од тие кредити? Граѓаните или избраните компании? Овие кредити немаат никаква врска со потребите на граѓаните и нивниот квалитет на живот. Тие се привилегија на некој на сметка на сите. Ке се осврнам на планираните капитални инвестиции у предлог буџетот за 25-та, бидејќи овде владата покажа целосна безидејност. Единствените проекти кои ќе се реализираат се тие на СДСМ, додека владата не понуди ништо свое и ништо ново. Дури и коридорите Бехтеленка, кој до пред некој време ги нарекува историски криминал, сега се на врвот на нивната листа. Во овој буџет нема држани проекти за модернизација на енергетски капацитети или нови инвестиции во енергетска ефикасност. Средства за гасификација речиси се преполовени, додека за енергетска трансформација исто така нема ништо. Каде е тука визијата за енергетска независност? Цело министерство направивте за ова, што ќе работат? Пред некој ден премиерот најави гасна когенеративна централа која ќе го намали загадувањето. Прашувам, каде се тие гасни централи во буџетот? Во која ставка се алоцирани овие средства? Да ја потсетам, во буџетот што вие го браните овде, во дело на енергетика, има помалку предвидени средства за развој на енергетика, од 406 на 243 милиони. Но затоа имате предвидено повеќе средства за искористување на природните ресурси. Министерке, дали планирате отворање на некој нов рудник? И кога сум тука на ова поле во дело на енергетика, дали има некаков знак за најавената инвестиција на ветерен парк од 680 милиони евра? Нема ништо на терен, има гола пољана само со трева. Ама затоа што има, и тоа сакам посебно да го потенцирам, во Министерството за животна средина, има предвидено повеќе пари за вработување, а помалку пари за заштита на животната средина. Намалување од 611 на 442 милиони или намалување од 27,7% за заштита на животната средина. За квалитетно воздух, намалување од 46 на 22 или намалување од 51%. И тука не се правдајте со донација од надвор, прашањето зошто владата не издвојува повеќе пари за решавање на овој голем проблем. И ја прашувам, дали мислите 368.000 евра се доволни за справување со загадувањето? Да ја потсетам дека нашата влада на почетокот на својот мандат донесе план за чист воздух, поддржан од Европската комисија, со акционен план со алоцирани средства од 1,5 милиони евра. Со ова повеќе заплати, а помалку за проекти, ќе се борите ли против загадувањето? Се намалуваат средства за поддршка на земјоделството, и тоа во услови кога домашното производство на храна е особено важно со оглед на движењето на цените на земјоделските производи. Нема конкретни програми за зголемување на производството и конкурентноста на нашите земјоделци. Ниту земјоделците, ниту граѓаните може да очекуваат некаква корист од овој буџет. Почитувани пратеници, овој буџет ваков не сме и не може да биде поддржан. Со вакви политики владата само ќе ја задолжува државата, ќе товари нови вработувања во администрацијата, ќе го зголеми долгот, ќе си троши на стоки и услуги, а за граѓаните ќе нема ништо. Социјалдемократскиот сојуз на Македонија нема да гласа за ваков буџет. Како одговорна опозиција понесовме повеќе од 200 амандмани за подобрување на клучните фискални политики. Предлагаме зголемување на платите во јавниот сектор, особено во образованието, полицијата, пожарникарите. Тие се позиции каде треба да се мотивираат вработените за да се подобрат јавните услуги. Во Министерството за внатрешни работи предлагаме покачување на платите за 20% и распределба на средства за набавка на технолошка опрема за безбедност. Амандманите за здравство вклучуваат набавка на нова медицинска опрема, подобрување на капацитети за итна помош, како и до усовршување на лекарите и медицинскиот персонал.
Амандманите за енергетика и животна средина предвидуваат одржлив развој, преку подобрување на енергетската инфраструктура, потекнување на користење на електрични возила и субвенции за домакинствата што ќе инсталираат фотоволтаици. За земјоделците бараме значајна финансиска инекција од 700 милиони денари за поддршка на младите земјоделци, со цел тие да останат и да инвестираат во оваа гранка. Со рамномерна распределба на капиталните инвестиции по општини, за што даваме соодветни предлози, ќе обезбедиме помалите и послабо развиени региони да ги достигнат економските стандарди. Веруваме дека овие амандмани ќе придонесат за поефикасно искористување буџетските средства и ќе обезбедат економски и социјален напредок за граѓаните и за економската економија. Ви благодарам. Ви благодарам.